Градоначалничката Арсовска град Скопје и ВМРО ДПМНЕ последниве денови изнесоа повторно дезинформации за аерозагадувањето и мерките на град Скопје против загадувањето. На 26 декември град Скопје објави соопштение со наслов "Со Шилегов Скопје стана еден од најзагадените градови во светот. Сега конечно доаѓаат решенија за овој голем проблем", во кое се тврди дека Шилегов 4 години не презема ниту една системска мерка за справување со загадениот воздух. Повеќе медиуми истиот ден ја пренесоа реакцијата на Арсовска на укажувањето на Шилегов за моменталната загаденост на воздухот. Скопје има највисока стапка на загадување во Европа, а тој да коментира за нешто 4 години имаше можност. Остави се на ветерот како системска мерка. Медиумите го пренесоа и соопштението на ВМРО ДПМНЕ дека Шилегов и СДСМ цел мандат ништо не направија за загадениот воздух, затоа Скопје е на врвот на најзагадени градови. Но ваквите тврдења на Арсовска град Скопје и ВМРО ДПМНЕ воопшто не се засновани на факти, како што укажавме и претходно во кратки нозе, кога Арсовска, како кандидатка на изборите, тврдеше состојбата не се менува на подобро. А и тврдењето на еден советник дека во последните 7 години никој од власта не направил нешто за да се подобри квалитетот на воздухот. До сега објавените податоци и споредбата во последниве години укажуваат на тренд на намалување на аерозагадувањето во Скопје, според повеќе светски, а и домашни извори. Ако во 2017 нивото на PM2,5 честички било дури 45 микрограми на метар кубен, како што објави британски Guardian во 2017, според податоците што ги објави град Скопје, во 2018 година во Скопје се измерени 34 микрограми на метар кубен PM2,5 честички. Во 2019 бројката паѓа на 32,4 микрограми на метар кубен, а во 2020 година на 30,6 микрограми на метар кубен PM2,5 честички во воздухот. И нивото на PM10 честички во Скопје се намалува, а и експерти тврдат дека намаленото загадување во Скопје е факт. Факт е дека години наназад се намалува загадувањето во Скопје, но треба уште да се работи за да бидеме подобри. Ако се продолжи вака, ќе се коригираме блиску до граничните вредности, вели за Слободен печат професорот Дејан Мираковски од Штипскиот универзитет, кој учествува во истражувањата и мерењата на загадувањето во Република Северна Македонија. Град Скопје претходно укажуваше дека намалувањето на загадувањето е резултат на бројни системски мерки, детално наведени во написот на Слободен печат. Опаѓа загадувањето во Скопје, инвертерите, печките на пелети и другите мерки даваат резултати. До сега градот Скопје додели 5000 инвертери, 2000 печки на пелети, исчистени се 2000 оджаци и изгаснати 10.000 активни оджаци. А поради намалената цена за топлинска енергија, околу 2000 исклучени домови повторно се приклучија кон централното парно грејење. На 100 државни згради им се сменети котлите за грејење и елиминирани се како загадувачи. Накусо град Скопје, Арсовска и ВМРО ДПМНЕ останаа со кратки нозе во тврдењата дека со Шилегов Скопје стана еден од најзагадените градови во светот и дека Шилегов 4 години не презема ниту една системска мерка за справување со загадениот воздух и дека Шилегов и СДСМ цел мандат ништо не направија за загадениот воздух. Факт е дека мерките против аерозагадувањето доведоа до подобрување, но и дека тоа не беше доволно за граѓаните на Скопје, кои очекуваат уште подобри резултати, бидејќи загаденоста влијае на нивното здравје и животи. А до такви резултати не се доаѓа со дезинформации и со лажни обвинувања, туку со конкретни понуди и ефикасни решенија.